Сите пратеници да подлежат на наркотест. По скандалот со пратеникот Павле Богоевски, осумината од независната група на ВМРО ДПМН, со иницијатива бараат собранието да овозможи доброволно тестирање за употреба на наркотични средства. Според нив, не само народните избраници на ваков тест треба да подлежат и носителите на сите јавни функции. Сите пратеници доброволно да направат тест за злоупотреба на наркотични средства. Бараме собранието во понеделник да овозможи услови и лекарски тим кој ќе може ова да го спроведе. Воедно, предлагаме и другите политичари, актуелни и поранешни функционери, обвинители, градоначалници и советници да ни се придружат во намерата и на нашите граѓани да им дадеме добар пример во борбата против употребата на наркотични средства. Стои во соопштението од пратеничката група. Спикерот Џафери пак ќе чека официјално да пристигне иницијативата, па дури потоа да постапува согласно процедурите. Председателот на собранието не ги коментирал и нема да коментира изјави на пратенички групи. Во моментот кога во кабинетот ќе стигне конкретна иницијатива, Џафери ќе ја разгледа, ќе се произнесе за неа и ќе постапи согласно надлежностите што му го обезбедуваат Уставот, Деловникот и Законот за пратеници. Инаку иницијативата доаѓа по скандалот со аудио снимката која Богоевски ја потврди како автентична, а за која се правдаше дека не нарачувал опојни други, туку масло од канабис. Вчера и колегите од мнозинството најавија иницијативи за легализација на марихуаната, а од УИ пак најавија и ветинг, односно контрола за секој пратеник или функционер во користењето на наркотици. Богоевски во полиција поднесе пријава и против таксистот за кој тврди дека го снимал. По признанието на социјалните мрежи, Павле Богоевски денеска не сакаше да даде изјава за медиумите. Вчера пак обвинителство преку соопштение порача дека ќе чека известување од МВР за да постапи по пријавата на Павле Богоевски за неовластено снимениот разговор, како што тврди пратеникот. Дотогаш МВР ќе истражува снимката во која Богоевски договара купување на наркотични средства и ќе утврдува дали е сторено кривично дело.